Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска дискутираме предлог измени на Законот за финансиска стабилност. Целта на измените треба да биде да се даде овластување на Народната банка, да спроведува макропрудентна политика и да превзема мерки кон институциите на кои им издала дозвола. Дополнително, Народната банка треба да може да спроведува подготвителни активности за решавање на банка со проблеми во работењето, започнување на постапката на решавање, како и примена на инструментите и овластувањата за решавање на банка. И сега овие одредби треба да бидат операционализирани со донесување на посебен закон за решавање на банки. Овде пред се власта со ова решение веројатно мисли дека на овој начин ќе успее законски да се амнестира од одговорноста за големата афера и пропаѓањето на Евростандард банката, во која што главни протагонисти беа фамилијата од Струмица, како и членови на семејства на председателот на Судскиот совет, а тогашната министерка за финансии навреме си извлече парите, односно средствата. Преку консултација со стручни лица, можам да пренесам дека со овој предлог закон е предвидено да се зајакне стабилноста на финансискиот систем во целина, односно треба да се зајакне, но дали е тоа така? Прашање е која е улогата на министерот за финансии во случај на финансиска криза, односно неговата улога тука е спорна, затоа што имаме мешање на политиката и на струката. Со донесувањето на Законот за финансиска стабилност, дополнително треба да се усогласи домашното законодавство со регулативата на Европската унија за надзор на финансискиот систем на Европската унија. И дали тоа ќе се случи? Легитимно е прашањето дали ова криминално злосторничко здружување, што себе си се нарекува влада, и што ја води државата со сидрото напред, има капацитет за истото. Очигледно е дека не. 20 милијарди евра потрошија, не изградија ниту километар автопат, не изградија ниту едно училиште, ниту една болница. Значи, далеку сме од усогласувањето со Европската унија. Во предлог законот се дефинира и дека финансиска криза е состојба во која нарушувањата во еден или повеќе сегменти на финансискиот систем или други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или можат да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и неговото нормално функционирање. Финансиска стабилност е состојба во која сите сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушување и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. И кога сме кај кризата, многу важно е да напоменеме дека токму поради неспособноста и неможноста да се препознае кризата, иако за тоа опозицијата навреме предупредуваше, како и незаинтересираност за соочување со фактите дека македонската економија е пред колапс, што се огледа токму преку најголемата стапка на инфлација во историјата на независна Македонија, имаме состојба на намалена куповна моќ кај граѓаните, а со самото тоа и намалување на животниот стандард на граѓаните. Стапката на инфлација од 10,5% ги потврдува стравувањата дека инфлацијата веќе е излезена од контрола, а власта не може да се справи со неа. Доцното реагирање на одговорните за економските политики и недоволната будност на оваа влада дека треба навремено да се справи со предизвиците на енергетската криза и растот на цените и донесе на Македонија инфлација каква што не сме од 1995 година па навака, најголема досега. Денес инфлацијата е широко распространета и сите ја чувствуваме. Инфлацијата го јаде животниот стандард на народот. Неуспешното справување на оваа влада со инфлацијата може да се согледа во фактот што сличната инфлација од 2008 година никој не ја памети. Тогаш нискиот раст на платите, даночните реформи со кои се зголеми расположивиот доход на населението и фирмите, намалувањето на придонесите и многу други успешни политики на тогашната влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ, успеа да го задржат животниот стандард на граѓаните и да не ја почувствуваат инфлацијата. Сега имаме погубна севкупна макроекономска политика. 18.000 денари, колку што изнесува минималната плата, денеска вредат помалку од колку што вредеа 12.000 денари пред неколку години. Не сакам ниту да споредувам со тоа колку вределе парите во времето на ВМРО-ДПМНЕ, односно колку продукти можел човек да купи со тие пари тогаш, а колку може да купи и сега. И тоа многу добро го знае и власта, го знаете и вие, колеги пратеници, што дофрлате од место, а најдобро го знаат и го чувствуваат и граѓаните. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците за живот во април 2022 година, само во однос на претходниот месец март, изнесува 102,2. Пораст на индексите на трошоците за живот во април 2022 година во споредба со претходниот месец е забележан кај маслото и маснотиите за 20%, зеленчукот 13%, овошјето 4%, сирењето 3,7%, месото 3,4%, само за еден месец. Во април исто така пораст на индексите на трошоците
за животот е забележан и кај гасот за домаќинствата, течните горева за домаќинствата 2,6, цената на електричната енергија која плаќаат компаниите е повеќекратно зголемена. Со овој предлог на закон се предвидува формирање на Комитет за финансиска стабилност. Комитетот се формира како меѓуинституционално тело одговорно за следење и спроведување на макропрудентната политика во Република Македонија за координација на активностите при идентификувањето и следењето на системските ризици во одделни сегменти од финансискиот систем. За каква финансиска стабилност зборуваме, колеги? Кога само во периодот на ова расипничко, недомаќинско и антидржавно владење на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз, дополнително ја задолжите државата од 2 милиарди евра, вклучително и оние 900 милиони евра што планирате од Меѓународниот монетарен фонд да ги исперете за потребите на Демократската унија за интеграција. Долгот го зголемивте на над 8 милиарди евра, а кога дојдовте пред 5 години долгот беше двојно помал. За каква стабилност зборувате кога наместо да копате јаглен за да произведувате струја, вие копавте биткоини и токму поради таа ваша неспособност потрошивте над 300 милиони девизни резерви. Тие девизни резерви требаше да ги оставите за идните генерации, а не да ги трошите поради вашата неспособност. Во Законот за финансиска стабилност, покрај формирање на Комитетот, основни решенија на предложениот закон се усвојување на макропрудентна стратегија, доделување мандат на Комитетот за финансиска стабилност, како и за донесување на заклучоци за постоење и престанок на финансиска криза. За какви стратегии повторно зборуваме? За какви мерки, почитувани колеги? Стратегија мртва буква на хартија. Денеска Македонија, односно незините земјоделци, произведуваат 60.000 тони помалку пченица, 60.000 помалку пченица, тони. 10.000 хектари помалку се обработуваат од времето на ВМРО ДПМН. Од извозно ориентирана земја станавме увозно зависна. И затоа просијачиме и питачиме по регионов да ни дадат пченица и масло. За каква стратегија зборуваме кога во Кочанско досега имаме најкатастрофалната состојба со оризот, имаме за 50% помалку ожнеани површини? За каква стратегија и мерки зборувате кога во 2016 година имало 254.000 грла говеда, додека во 2020 година имало 17.000 грла помалку? За каква стратегија зборуваме кога ако во 2016 сме имале 555.000 грла на овци, 2020 година имаме намалување за 80.000 грла. Бројките се толку поразителни што секој понатамошен коментар е непотребен. Власта не може да се справи со состојбите. Инфлацијата галопира, а сиромаштијата расте. И затоа сме најсиромашна држава во Европа. Срам за сите вас што сакате да живеете во земја која откако ја пониживте и го погазите достоинството на македонскиот народ и се уште продолжувате да го газите, да живеете во земја која е најсиромашна во Европа. Денеска овоштарите од Преспа, за да купат 1 литар зејтин, односно масло за јадење, треба да продадат 100 килограми јаболка, бидејќи откупната цена на 1 килограм јаболка е 1,5 денари. Колеги од власта, да ве прашам, вие мазохисти сте или сте уценети? Кога планирате да излезете од матрицата на заебизмот, кој за своји лични цели тотално ја доизира Македонија? До кога ќе молчите на овие понижувања кои ви ги прават и за кои сте свесни, тогаш сте соучесници, а доколку не сте свесни, тогаш не ги заслужувате позициите и треба да ги вратите мандатите. Погоре презентираните податоци покажуваат дека во последните неколку години, а посебно после 2018 година состојбите во држава полето на живот за сите и правиот пат се катастрофални и согласно тенденциите доправа ќе се влошуваат. Станува збор за лоши политики на влада која е антинационална, која е антимакедонска и која е антидржавна. Ова е најлошата влада во историјата на Република Македонија. Ова со сигурност можам да го кажам, бидејќи ниту во 1989 односно 98-99 година кога имавме воен конфликт во соседството, нити во 2001 година кога имавме воен конфликт на територија на Република Македонија, а ниту и во двете сериозни економски и финансиски кризи во 2009 и 2012 година сме немале вакво цунами во државата. Оттук фактите говорат дека е потребно што побрзо организирање на предвремени парламентарни избори и праќање на оваа власт на темната страна од македонската историја, затоа што таму е местото. Благодарам на вниманието.